Дождот ја смени структурата на оризот во Кочанско. Поради обилните врнежи изминатиот месец и неможноста земјоделците да ги обработат површините, доцни се идбата на традиционалните сорти во Кочанско. Последна надеж на оризопроизводителите годинава им се турските и италијански сорти. Нашите семиња Андреа што имавме, нели, више замина времето, не смееме да се ризикува. Не се знае, може би станата ќе падне порано, исто како ланската година, и затоа се одлучивме со турските семиња се порани. Годинава сеевме италијански сорти Роналдо, Ониче и Глорија ради побрза вегетација и подобар квалитет. Но новиот семенски материјал значи и дополнителни трошоци. Многу скапија за 10-20 декара да земеш, тоа пара треба да, немаме толку инвестиции. Колку чини семенскиот материјал? 90 динара семенски материјал кило. А онај нашо иде 40, 35, како зависи имат. Тоа е многу скапо, секој не може да купи. Се позајмуваат си некој на друг сороди така, иначе тоа не 20 динара кило тоа е тоа. Дали може да го купат? Освен високата цена, дополнителен проблем за земјоделците е и увозот на семенскиот материјал, зашто е потребно и време и обемна документација. Јас бев со жената за Италија, али не може со кола да пренесеш, голема е процедурата многу. Затоа се организираме повеќе кооперанти, 10, 20, 30 или 40, 50, за да можеме да на полесен начин да го веземе семето. Здружени, така со еден превоз да дојдеме да ги намалиме трошковето. Промената на семенскиот материјал во прашање го доведува обстанокот на традиционалниот кочански ориз, кој е еден од ретките брендирани производи на истокот. Имено една година претходно овдешните земјоделци на дел од оризовите полиња сееја турски сорти, а сега на нив се додаваат и италијанските, што значи дека за кочанските сорти ориз има се помалку интерес.